Градоначалникот на Кавадарци е во конфронтација со придобивките на модерното време. Импркоси на новотариите изнесуваат цврсти аргументи против злите технологии кои ја уништуваат блискоста меѓу младите. Ако во секој град инклузијата е на такво ниво, доводиме на смарт, доводиме на 3D кино, доводиме на тие работи, ние изгубиме социјалата. Че ги ставиме на очарите и се гледаме сами со себе. Че јаиме поканки че јадиме и се гледаш и лево и десно. Крепејќи ја традицијата и желбата да се воспитуваат и образуваат здрави генерации, неприкосновениот тиквешки лидер низ лични примери покажува каква треба да биде грижата кон најмладите. Мене баба со вампири ме заспиваш. Ама ја на дет само кажувам приказки со одветни според возраст. За црвенка, па волкот не го спомнувам, че не сакам трауми. Значи, си ја модифицирам приказта за да збие дет, а не дојди волкот и изеди, како така. И не е само тоа. Тој е подготвен да одвои од своето драгоцено време и да им даде татковски совет дури на своите политички опоненти. По долго наблюдување заклучува што е добро, а што не за нивната перспектива. Тргни се од тие таму што не се вработени по еден ден, што немат стаж. Ние да плата немат изјавено во животот, еден ден не изработили ништо, цел ден по кафани седат и по кафичи и уговарат. Купиле наик патки, 2 пара тарнерки и само седат. Не со такви. Освен што знае да подари на вистина квалитетна и добра лекција, импресионира и со подготвеноста за смислување интересни баснолики мудрости. И нојот има јајца на џабе. Пак се вика ној, не е лав. Сепак, многумина од тие што ја следат неговата работа стануваат свесни за секој негов нареден чекор. Па дури и тој е зачуден како успеваат да проникнат по неговите мисли. Вуко знае што ќе одговорам. Знам. Председател, ако дозволите ви еден совет да ги читам мислите на градоначалник и при тоа не де Боже ги погоди. Ќе испадне градоначалник ја прозира. Некој дури одати понатаму, па сметаа дека не само што е провиден, туку заслужува да биде ставен на трансфер листа, бидејќи ја задолжил општината со сума која во милиони на дресовите ја носат ведетите. И тоа ме асоцира на број 10, како што е во фудбалот Лука Модрич број 10, тој отиде во Италија, во Милано, па да се придружите и вие таму. Да ве продадиме, таму даваат многу пари, 10 милиона евра што сме должни како општина и мислам дека и уште плюс 10 ќе дадат, градот ќе биде 10 милиона у плюс. И на крајот. Ќе ме продава 10 милиона евра, како 10 бе? Под милиарда не мрдам бе. Сумата, иако не е пазарно реална, е одредена. Ама ниту има, ниту некој бара играчи за замена.